Ваков тип на корупција се уште не се пријавува кај официјалните лица кои нели имаат некаква позиција како што се студентски правобранител или антикорупцијски офицер. Предпоставувам дека студентите треба да се охрабрат и треба да бидат свесни за оваа тема, дека ова навистина е злодело, односно криминал, така што и треба да се пријави. Иако или се должи на немањето храброст, или се должи на немањето свест доволно, бидејќи кај нас корупцијата е толку навлезена во сите пори, што ние не ја регистрираме понекогаш. Така што има некои помали примери кои имаат коруптивни елементи, дури и сме несвесни за нив. Значи, немаме квалитетивни податоци дека навистина нема корупција. Сепак се уште слушаме секојдневни муабети помеѓу самите студенти дека постои корупција, само што тие не се доволно храбри или се несвесни за да ја пријават. Например, најчесто она што можам да го тврдам како случај дека постои, а е непријавен, е баш примерот со книги, каде што професори бараат студентите да им ги купат нивните книги за да добијат потпис, за да можат да одат на испит и за да можат да полагаат. Ова, например, не е пријавено, а треба да се пријави, бидејќи навистина е корупција. За жал, така е, бидејќи кај нас во нашето општество корупцијата е навлезена во сите пори, така што ние поникогаш и не можеме да ја регистрираме и не сме свесни. Дури некои помали коруптивни елементи кои што постојат кај нас и во академската заедница, не ги регистрираме како такви, така што не ни знаеме дека треба да се пријави, за жал. Да, секако дека постојат такви примери кои што сепак завршуваат на секојдневен муабет. И тука би ги поттикнувам и ги охрабрувам студентите да пријавуваат вакви случаи, бидејќи навистина треба да се реши ова како проблем во академската заедница, бидејќи академската заедница знаеме дека треба да остане упориште на знаењето, на заедница која што треба да пренесе убави вредности и да пренесе знаење на студентите. Вакви случаи треба да се пријавуваат и навистина е некоректно ваквото однесување кај професорите доколку постои. Ова би го знаеле, вакви податоци би имале доколку студентите се одлучат да пријават. Мислам дека ова е малце широк и подлабок проблем, бидејќи опфаќа, не ги обвинувам само студентите за ваквото однесување. Тука е виновен и системот што им овозможува на студентите да го искористат во некоја нивна цел. И вакви, тој систем им овозможил некакви дупки, каде што студентите може да се протнат и да стигнат до нешто на многу полесен начин и да имаат поголема корист за себе. Апсолутно тоа однесување е некоректно, но и студентите треба да имаат поголема свест. За сега мислам дека не постои повисока свест за корупцијата, баш од причина што е секојдневно распространета и ние не ја забележуваме како таква. Улогата на студентскиот правобранител е да посредува помеѓу споровите кои се случуваат помеѓу професор, студент, деканат, факултетско собрание, група на студенти, секогаш кога нели постои повреда на правото на студентот, тука е студентскиот правобранител да го заштити и да ги уважи неговите права. Најчесто тој студентски правобранител се поставува како медијатор во споровите со тоа што дава сугестии како треба да се решат. Обично институциите ги слушаат укажувањата на студентскиот правобранител. Секако дека и кај студентскиот правобранител може да се стигнат пријавите за корупција, со тоа што понатаму јас би соработувала и со останатите институции како ДКСК антикорупцијски офицер за да може да се реши, зависно или каков е случајот. Процедурата е со тоа што студентите испраќаат представка кај имејлот на студентскиот правобранител и откако нели ќе анализираме представката и зашто се работи случајот, полека почнуваме да го градиме со тоа што нели стапуваме и во контакт со студентот, со другата страна и со засегнатите страни и го испитувам случајот со цел да добијам повеќе докази, да може да се изгради случај. И со тоа и понатаму реагирам кај потребната институција што може да го реши случајот, односно давам соодветни укажувања.
Вака, мислам дека имам добиено некаде околу 20 представки, ако не ги сметаме оние што ми стигаа за оброки и стипендии, кои што беа помали, беше опфатен Министерството за образование како надлежна институција, докаде што јас морав да реагирам. Инаку имав некои 15 представки кои опфаќаат повреда на право, спор помеѓу професор и студент, спор помеѓу деканат и факултетско студентско собрание, избори за факултетско студентско собрание кои што имале некакви прекршоци и биле нелегитимни и така натаму. Таков вид на представки добивав од периодот на ноември до сега. И оние каде што ги добивав каде што повеќе надлежност имаше Комисијата за студентски стандард и кои што го опфаќа Министерството за образование и наука, па јас ги проследував до